Тоа што на стартот на новата учебна година прашањето со бесплатниот превоз на учениците не е решено, не значи и дека ќе нема да профункционира. Лето во Илјановиве интензивно и подитно се работи на измените во законската регулатива за превозот да се доведе во нормални пазарни услови, кои ќе гарантираат рационално работење и истовремено ќе обезбедат заштеда на огромните издатоци кои во изминатите години ги има училиштата, при што натрупаа големи долгови. Градоначалникот Николчо Илиев е оптимист дека законските измени ќе профункционираат веднаш и екстремно високите трошоци ќе ги сведат на нормални. Обврска на училиштата, односно на општина Кочани, е да организираме превоз, бесплатен превоз на учениците до училиштата. Тој е процес кој трае доста долги години и кој е организиран во минатото на начин како што е организиран. Ние утврдивме како локална самоуправа одредени недостатоци, бидејќи училиштата тонат во долгови, во огромни долгови, кои износи се незамисливи за да се расчистат така лесно и едноставно. И мислиме дека ако продолжиме со тој начин на организирање на училишниот превоз, дека училиштата еден ден ќе се доведат во ситуација да не можат нормално да функционират. Од тие причини, јас како градоначалник поведов иницијатива да се изнајде соодветно решение каде што превозот ќе биде организиран, меѓутоа по услови и начин на каде што парите ќе бидат правилно наменети и превозот ќе се организира по пазарни цени, цени кои може да ги користи секој граѓанин, а не специјални цени кои одскокнуваат и се разликуваат по неколку пати, односно дупло повеќе отколку што е пазарната цена за нормален превоз на секој пат. Поентата е превозниците превозот на учениците да го прилагодат на редовните линии, што само по себе ќе значи и помалку издатоци. Законот кој ќе биде донесен од прилика ќе се однесува дека образовните институции и училиштата се должни да организираат превоз на учениците по пазарни цени и со превоз преку редовните линии кои ги имаат добиено превозниците кои имаат лиценци, соодветни лиценци за тој вид на превоз. На новинарско прашање околу подготвеноста за грејната сезона на училиштата, Илиев со коментар дека проблеми нема и не се очекуваат. Веќе јавните набавки за затоплување на училиштата се направени и поголем дел од училиштата, колку што сум информиран, значи ние имавме повеќе информации, односно повеќе состаноци каде што сум информиран. Најголем дел од училиштата веќе имаат залиха на нафта од претходната година, бидејќи набавиле повеќе количина од колку што е потребно, а останатите набавки ги имаат завршено тендерските постапки и во тој поглед спремни ја дочекуваме учебната година. И во глобални рамки учебната година успешно стартуваше, што значи дека и учениците, и наставниците, и професорите имаат оптимални услови за одвивање на квалитетна настава.